Вработените во Народниот правобранител ќе добијат плати. Овластениот заменик омбудсман Илбер Руфати добил зелено светло од финансии. Неговиот потпис ќе важи и натаму, но тоа не значи крај за нивните проблеми. Институцијата Народен правобранител веќе должи илјадници евра. Киријата не им е платена со месеци, а немаат пари ниту да си ги платат сметките за струја и вода. Најголем е долгот за кирија, вели Руфати. Околу 60 до 70 илјади евра. До овој момент. Само за кирија. Ние за регистрација на колите што треба да идат, немаме пари за сменување на други технички работи. До овој момент се истрошени сите средства од Народен правобранител. Причина за ваквата состојба според Руфати е скратениот буџет на институцијата за 30%, односно 45 милиони денари. Навистина тие средства ни се потребни. Тие се елементарни средства што не треба да се укратуваат од страна на Министерството за финансии, меѓутоа тие не ни одговара. Во неколку наврати, значи, писмено, усно, значи е побарано од наша страна да имаме состанок, со цел едноставно да видиме каде е проблемот за нашите, пошто како што знаете, тие средства ни се со закон определени. Ја не можам вработените мои да ги носам по затвори и по други институции што по закон треба, а од другата страна пак почницата да биде Министерството за финансии. Проблемот се појави откако претходниот народен правобранител се пензионираше, а за да се избере нов, потребно е бадентерово мнозинство во собранието. Владеачкото мнозинство има доволно гласови за да биде поддржан Фатон Селјами, но нема доволен број по бадентер, бидејќи недостасуваат гласови од Европскиот фронт предводен од ДУИ. Од партијата и денеска без конкретен одговор дали ќе го поддржат. Тој сам ќе одлучи сам претседателот и зависи од претседателот. Институцијата Народен правобранител е формирана во 1997 година за да ги штити човековите права. Мартин Арсов, Сител телевизија.